Почитувани, простата математика вели дека Петре Шилегов имотот го зголемил за речиси половина милион евра, додека е тој градоначалник на Скопје. Тоа е несразмерен раст на луксузот на Петре Шилегов со неговите примања како градоначалник во овие 4 години. Неговото адвокатско друштво, каде што не работи и со кое што не смее да има договор за консултантски услуги, 2019 година ја завршува со само 5000 евра добивка. Дури и сета остварена добивка за 3 години, 2018, 2019 и 2020 година, да завршила на сметка на луксузите на Петре Шилегов, сумата не може да ги покрие трошоците ниту за луксузните автомобили, кои што патем Петре Шилегов ги нема пријавено во антикорупцијската комисија. Значи, сите приходи на неговата фирма не може да го покријат луксузот на Петре Шилегов за време на неговиот мандат. Врвот на пирамидата на луксузирањето е надградбата и луксузното реновирање на неговата семејна зграда, за која што надградба Шилегов нема документи. Не смее да се забореви ниту луксузната вила на Маврово, која што патем е пријавена 4 пати помалку од реалната вредност. Почитувани, Петре Шилегов нема одговори, затоа што се чувствува заштитен од институциите. Па по изборите најавуваме дека ќе следува ревизија, која што ќе утврди дали Шилегов воопшто има некаква дозвола и дали за тоа биле потребни документите кои што се менувани отпосле во катастар, во неработен ден. Дали компаниите кои што ја градат надградбата без дозвола имаат било каква врска со тендерите на град Скопје за време на мандатот на Петре Шилегов. Дали воопшто е направена било каква финансиска трансакција од Шилегов кон нив за оваа надградба и луксузното реновирање на семејната зграда, или се работи за контрауслуга. Дали Петре Шилегов продолжил со наплаќање на услуги забранети од Државната антикорупцијска комисија од неговото адвокатско друштво кон него. Почитувани, нема полошо од СДСМ, за Скопје нема полошо од Петре Шилегов. Ви благодарам.